Добар ден на сите крипто ентузијасти. Моментално го следите каналот Криптогемиџија во шестото видео од целосната обука за како почетен курс на техничка анализа. Во моментов ќе разговараме за Bollinger Bands и Fibonacci секвенца. Тоа се две алатки кои што на некој начин се малку понапредни од основните алатки за кои што разговаравме во првите 4 видеа. Сакам да направам втор блок во кој што во следните неколку видеа ќе објасниме како што веќе направив пол на една од групите, каде што ќе се зборува прво за во случајов поради гласот на самите луѓе за кои што го правам ово видео, значи ќе разговараме прво за Bollinger Bands и Fibonacci секвенца, а потоа ќе разговараме и за останатите индикатори кои што ни се потребни како основни индикатори на одреден чарт, а тоа се RSI, Stock RSI, MACD, VPVR, како и објаснување на волуменот како еден од индикаторите на самиот чарт. Значи, за почеток би сакал прво да ви објаснам како самите индикатори можете да ги додадете на основниот чарт, каде што истите би можеле да ви помогнат дополнително во самата анализа. Значи, првиот индикатор за кој што ќе разговараме е Bollinger Bands. Значи, во левиот агол може да видите поле на кое што пишува индикаторс или индикатори. Во истото, значи, овдека може да ги најдете сите индикатори кои што се напишани како скрипти со одредени кодови за сетирање на вредностите и би ви предложил за почеток да не ги менувате сетирањата, доколку не знаете точно што правите. Значи, користете ги основните алатки како што се сетирани од самите луѓе кои што ги додале. Значи, тоа се искусни трговци, искусни лица, како и компании кои што работат на овие алатки. Затоа ве молам, користете ги без никакво подесување, се додека и сами не знаете точно што правите. Значи, првиот индикатор ќе го најдеме со кратенката BB, и како што може да видите првиот овдека е Bollinger Bands. Значи, кликнете на тоа и испаднете од оваа табела. Значи, може да видите дека индикаторот се појави автоматски на самата табела. Значи, истиот е представен од плав облак со црвена портокалова средна линија. Значи, идејата на овој индикатор е дека од средните вредности во моментот на цената на биткоин, значи математички се пресметани долната и горната граница во која што би можела цената да се движи во овој момент, како и средната вредност практично представена помеѓу овие две. Значи, горната и долната граница на Bollinger Bands-от. Значи, како што може да видите, тоа е уствари облакот во кој што се очекува цената да се движи нагоре и надолу. Сега, за да видите дека оваа математичка пресметка е правилна, значи ќе се придвижиме, повторно работиме на биткоин табелата, затоа што истата има, како што рековме, највеќе информации поради тоа што е криптовалута со најдолга историја и при тоа не нуди најголем обем на информации за обработка. Значи, повторно, ќе се придвижиме надоле на самиот чарт за да видите дека Bollinger Bands е толку точен индикатор што многу ретко се случува цената да испадне од самиот Bollinger Band и кога тоа се случува, значи како што може да видите, само во одредени сегменти се случува цената да избие надвор над долната или горната граница на самиот Bollinger Band, но тоа е за многу краток временски период и таквите испади како што може да видите веднаш се враќаат во самиот Bollinger Band. Значи ова е едно од најверодостојните, ќе се вратиме и назад, како што може да видите веќе се вративме преку, значи само момент, се наоѓаме во 2017 година, значи од 2022 година се вративме назад од 2017-16 година и може да видите дека се уште цената комплетно веродостојно се движи во самиот Bollinger Band. Значи секој испад на цената повторно резултира со враќање на цената во самиот Bollinger Band. Значи оваа математичка пресметка на долна и горна просечна граница која што би била максимална граница во движењето на цената, како што може да видите дека е многу добар индикатор, истата може многу да ви помогне во однос на тргување без разлика дали е на краток или на долг временски период. Следно што треба да знаеме за Bollinger Band, освен долната и горната граница на самиот облак, е оваа средна вредност која што ја гледате, која што представува средна вредност од максималната и минималната граница на Bollinger Band-от. И истата многу често представува поддршка, како што може да видиме во овој сегмент, каде што била поддршка на самата цена во неколку наврати, како и отпор. Значи, истата многу често може да се случи да биде и отпор на самата цена. Ќе се вратиме назад за да го видите и тоа како пример. И тоа најчесто се случува на неделно ниво, како оваа ситуација. Значи, може да видите дека ова уствари е
делот од 2018 година па се до 2020 година, што представува уствари bear market. Истиот, како што може да видите, најчесто цената се наоѓа под средната вредност на Bollinger Bands, што дополнително може да ви помогне во однос на тргувањето, односно во однос на постојањето на своите позиции, кога да купите, а кога да продадете во одреден бран. Она што би сакал да ви го кажам е дека, значи, доколку имаме неделно ниво, определување на овој Bollinger Bands и истото, како што може да видите, цената се движи во границите на долниот дел од Bollinger Bands или горниот дел од Bollinger Bands, тоа е одлично време кога да продадете и кога да купите одредено добро. Односно, доколку, например, на неделно ниво, значи, како што може да видите дека секое движење на цената во горниот и долниот агол би било точно одредена прилика да продадете и да купите од самото добро. Сега, например, ќе се вратиме и на помалите временски интервали, да видите дека во било кој временски интервал, значи во било кој сегмент од чартот, секогаш цената го почитувала Bollinger Bands облакот. Значи, може да видите, дури и во оваа ситуација, ова е, значи, за да се случи да имаме ваков пад на цената од Bollinger Bands, тоа представува огромна манипулација на цената, односно луѓе кои што поседуваат огромни количини биткоин треба да го продадат на пазарот во исто време за да се случи ова, како што може да видите и самиот волумен овде, оваа црвена свеќа ви покажува дека ништо од 17 април 2022 година па до 21 септември 2021 година не било ни блиску до обемот на продажба во оваа свеќа, во овој ден. Што значи дека треба огромна сума на одредено добро, во овој случај биткоин, да биде продадена за да се пробие овој облак надоле или нагоре, и сето тоа, како што може да видите, трае многу мал временски период, односно во само 2 дена цената се коригирала внатре во самиот Bollinger Band. И дури овие испади од цената надоле или нагоре на самиот Bollinger Band се дополнително начини како некои од трговците многу, значи остваруваат многу голем профит, затоа што секој од трговец знае дека Bollinger Band е еден од најдобрите и најверодостојните индикатори, како што може да видите во целиот временски период. Пред тоа проверивме на неделно ниво, сега ја проверуваме и на дневно ниво, значи повторно. Гледате. Значи видите во целиот овој период, повторно прилика од една година, видите колку, значи ова е само еден ден од цела година каде што цената успеала да пробие толку и за еден ден се вратила повторно во самиот Bollinger Band. Што значи дека доколку видите дека некоја од овие свеќи успева да го пробие Bollinger Band од надоле или нагоре, тоа е одлична шанса во овој случај да купите, затоа што веднаш ќе се врати цената нагоре и ќе продолжи во самиот Bollinger Band, што значи дека сте купиле по најниска можна цена од во случајов од 19 мај 2021 па се до 21 јули 2021. Дури и да задржите оваа цена, значи разликата што би ја купиле во, само да ви покажам како тоа изгледа, значи разликата во цената која што би ја купиле дури од врвот на оваа свеќе, па се до дното, само момент. Значи ова е алатка со која што може да измериме. Значи, како што може да видите, цената е 20% разлика, но значи, и да сте купиле во овој сегмент од 20% разлика, видите што ќе се случи следно со скокот на цената кога ќе почне да се движи во горниот дел од аголот на Bollinger Band. Сакам да кажам дека овој минус што сте го направиле од 20%, наспроти плюс од 80% што може да го добиете кога сте купиле во ова поле, е 60% разлика што би била чист профит доколку сте купиле надвор од самиот Bollinger Band. Иако имате трпение да почекате, затоа што некогаш овие добра имаат поголем дел на акумулација, како што разговаравме во претходните видеа, во акумулација и дистрибуција. Значи мора да го поминете ова поле на акумулација за да се придвижи цената до дистрибуција и делот со дистрибуција повторно. Значи како што може да видите, крајниот дел на дистрибуција секогаш е врвот на самиот Bollinger Band. Доколку сакате да го држите доброто на одреден временски период, да речем подолго, како во овој случај од 18 мај па се до овој врв овде на 4 септември, би имале многу поголем профит. Но дури и да не сте го држеле во тој сегмент, значи дури и да сте го продале во првиот момент кога цената дошла до врвот на Bollinger Bands овде, значи вие би биле од 19% минус во 15% плюс. Што значи ќе сте добиеле она сума која што сте изгубиле во овој период и ќе сте биле 15% плюс. Значи тоа е доколку тргувате на краток временски период, ова е отприлика од месец-два. Значи тоа се оние свинг трейдери.
Значи Bollinger Bands, како што реков, може да го користите на кратки временски периоди, во однос на тоа доколку на пример промениме дури на часовно ниво. Значи скалперите дури на часовно ниво може да видите дека Bollinger Bands е постојано почитуван од цената. Гледате дека во никој случај цената не се задржува долго надвор од Bollinger Band. Значи затоа ова е еден од најбитните напредни индикатори кои што би сакал да го имате во својот чарт и кој што би можел да ви помогне во однос на самото тргување. Значи како што може да видите без разлика дали е тоа на скалпинг или е тоа на падосвинг трейдери, односно во однос на тоа во кој период тргувате, дали е тоа на часовно ниво, скалп трейдинг, на дневно ниво или во однос на промените на самиот ритм на чартот, свинг трейдери или оние кои што тргуваат како ходлери, односно држат одредено добро во цел сегмент, односно во цел bull run или цел bear run. Значи како што може видите дека без разлика дали е тоа 4 часовно, неделно, месечно ниво, Bollinger Band секогаш е почитуван. И истиот може да ви помогне многу во вашето тргување, дури ако би го користеле како уникатна алатка, само таа. Значи може да видите дека секој испаѓање од Bollinger Band да купите и да продадете кога цената ќе дојде на горниот дел, а секогаш доаѓа на горниот дел, значи секако ќе бидете во профит. Разликата е во тоа што доколку тоа го правите на помало временско ниво, може да добиете, во овој случај на пример, профит од 5%. Додека истото го правите на повисоко временско ниво, нормално ќе биде потребни поголем временски период за тоа да биде направено, но во просек, еве да речеме ова е средниот дел без да има голем пат или раст на самата цена, значи во средниот дел од еден Bollinger Band до неговиот врв, како што може да видите, разликата е 20 до 25%, што значи дека колку е поголем временскиот период во кој што го користите Bollinger Bandот, толку е поголема и разликата во цената која што може да добиете. Значи тоа е еден од моментите кој што може да го видиме и во моментот, значи каде што сега се наоѓа цената на биткоин, се наоѓа во долната страна на Bollinger Band, што значи дека порано или подоцна ќе направи корекција, но би било паметно да се почека доколку направи повторен ретест, затоа што како што може да видите цената повторно се обиде да се придвижи надоле, значи би било паметно да се почека да се види дали ќе направи повторен ретест или ќе продолжи да се движи нагоре. Дури да би купиле од како цената ќе ја скрши, значи средната вредност на моментално Bollinger Bandот до неговиот максимум, тоа се 12% чист профит кога ќе бидете сигурни дека цената ќе се движи нагоре, затоа што како што може да видите секогаш кога цената ќе ја скрши следната вредност, има голема веројатност да го удри горниот дел од Bollinger Bandот. Значи Bollinger Bandот во склоп со оние индикатори кои што разговаравме претходно и оние индикатори кои што ќе разговараме подоцна, представува еден од основните и еден од најдобрите индикатори кои што јас сум го сретнал, значи во својот чартинг и секогаш го земам во обзир кога одлучувам дали да продавам или да купувам. Одредено добро. Сега, следно што би сакал, значи доколку сакате одреден од индикаторите кои што ќе ги додаваме на чартот во наредните видеа, да ги направите да бидат видливи или невидливи, значи овде ова мало квадратче со 2, бројка 2, се уствари колку индикатори имаме моментално уклучени на самиот чарт. Истите индикатори од овие алатки може да направите да исчезнат или да бидат извадени од самиот чарт. Значи доколку не сакате да ги гледате во моментот, само притискате на ова копче, значи тоа е како мало око, и истото ги крие од самиот чарт, за да можете да имате почист чарт, да може да гледате што точно се случува. Доколку сакате повторно да се појават, нормално притискате повторно, и доколку сакате истите да ги снема, само кликате на X и на тој начин се бришат од самиот чарт. Доколку сакаме повторно да го додадеме, затоа што ќе ни треба подоцна, повторно, значи од индикатори BB и првиот индикатор Bollinger Band, го кликнувате и се појавува повторно на левата страна, левиот табло. Во моментов ќе го исклучиме за да можеме да го објасниме вториот индикатор, а тоа е индикаторот Fibonacci секвенца и да ви објаснам како истиот може да се користи на одреден чарт. Значи Fibonacci retracement или Fib секвенцата се користи најчесто од сите трейдери досега што сум ги сретнал и чартери во моето истражување на интернет, да речам, и тоа е третата алатка надолу. Значи користете таа алатка. Таа е првата и таа е основна алатка која што би требало да користите без да навлегувате во ова. Значи ова се напредни алатки што понатаму може да ги истражувате сами. За почеток ќе ги објасниме само основните. Значи, во оваа ситуација, како што рековме, кога сакате оваа алатка да се додаде на вашата лента на омилени алатки, само треба да притиснете на звездата и со тоа ќе ја додадете овде во брзи алатки и ќе може да користите поедноставно колку да ја барате на самата лента. Значи, во овој случај се што треба да направиме за да искористиме Fibonacci retracement е да ја земеме алатката,
овде, и кога сака, значи Fibonacci retracement представува алатка со која што може да измериме корекција на бранот на одредено добро. Што поточно тоа ќе ви објаснам во моментот, значи мора да го земеме одреден бран, да видиме колку самиот бран ќе се коригира во неговото паѓање надолу. Значи за да го направиме тоа, повторно ќе направиме, значи како што го направиме тоа вчера, значи ќе го поделиме чартот, ќе го запреме чартот во моментот кога чартот е достигнал максималната вредност. Значи во овој случај, извинете, бранот. Значи во овој случај ова беше последната свеќе кога самиот бран ја достигнал максималната вредност и потоа почнува да се коригира. Ова е за да можем да ви покажам како Fibonacci retracement изгледа во реално тргување. Значи го поставуваме од долната страна, најдолната точка на бранот и го движиме ова поле во најгорната точка на бранот за да се, значи точно врвот на последната свеќа да биде еднаков со највисоката вредност на Fibonacci retracement. Значи повторно ќе го повторам истото како и за за првата алатка. Значи не ги менувајте никако самите преференции кои што се поставени од авторот на алатката, доколку не знаете точно што правите во однос на сетирањето на самата алатка, поради тоа што тоа се напредни информации кои што мора да ги истражувате сами, ќе пробам и јас понатаму нормално да разговарам со вас за тоа, но во моментов користете ги точно како што се поставени од TradingView. Секое менување ќе ви даде други вредности и нема да добиете точен приказ на самата алатка. Значи, откако ја поставивме Fibonacci секвенцата, прво мора да објасниме што истата значи. Значи ќе зумираме за да може да видите. Значи ова се левелите кои што представуваат битни места каде што имаме отпор или практично поддршка на самата цена. Значи тоа уствари представува во однос на овој бран, кој ќе почне истиот да паѓа надолу, ова се зоните на кои што можеме да очекуваме дека бранот ќе се задржи и истиот ќе продолжи нагоре. Но мораме да го измериме тоа откако ќе го поставиме овој бран и да одиме постепено, свеќа по свеќа и да видиме каде истиот ќе се задржи и ќе се сврти нагоре. Во однос на самото враќање на бранот надолу. Значи ако го земеме ова како 100% на вредност, од лева страна може да видите, тоа се уствари вредности на кои што може да видите како бранот се враќа надолу и тоа се уствари и процентуални вредности во исто време. 0,26 уствари представува приближно 24% од бранот, значи корекција од врвот на самиот бран во износ од 24%. 0,382 се оприлика 38%, 0,5 се 50%, 0,678 се 62% оприлика и последната е, само момент не може да видите затоа што е премногу скриена, е приближно до 70%. Значи тоа се уствари вредностите во кои што очекуваме самиот бран да се врати. Значи за да ја пресметаме самата корекција на овој бран. Сега за да видите како сето тоа изгледа, значи ова е доколку го вратиме времето наназад и увидиме дека ова е врвот на самиот бран. Тоа го знаеме затоа што веќе го видовме, но прво мораме да го направиме тоа за да видите како ќе изгледа. Значи ова е на дневна база. Добро, малку сме го промашиле врвот. Сега ќе го коригираме. Ова е врвот на бранот, значи овде моментално и сега очекуваме корекцијата на бранот надолу. Како што може да видите, конечно бранот почна да се симнува надоле по самите левели и како ќе почне да се симнува истиот, како што може да видите, приметете, значи веќе овој бран од 25% е скршен и бранот се обидува да го ретестира ово ниво пред да продолжи надолу. Значи повторно се врати над него и продолжи надолу. Сега, значи како што може да видите, самиот бран се движи точно по овие нивоа. Видите, значи секој кршење на бранот, неговото ретестирање е на 38% ниво, оприлика 40 да речеме. Следно, паднал бранот до 50%, при што повторен ретест направил за да се врати до 60 на некој начин 2% и исто така мора да земете во предвид. Значи според досегашните истражувања за Fibonacci секвенцата, значи Fibonacci секвенцата е уствари многу обемна материја, што е математичка теорема од математичар наречен Fibonacci, во која што нема да навлегуваме, но битниот момент за тргувањето е тоа што, значи, одредени трговци увиделе дека користењето на оваа секвенца точно ги покажува левелите во кои што самиот бран се движи надолу и нагоре и при тоа можеме
да предвидиме до кој левел би му требало на бранот да се придвижи пред да продолжи надолу. Сега, секогаш земете во предвид дека најголемата веројатност да се придвижи бранот нагоре после одредена ретракција од врвот на овој бран е 0,678 ретракцијата или 62% од неговата корекција надолу. Тоа се нарекува исто и златно ниво и најчесто во најголемиот број од случаевите, да речеме повеќе од 60%, значи оваа корекција завршува на 0,678 нивото. Затоа што овдека, како што може да видите, и од претходниот сам бран, гледате дека најголемиот отпор на бранот и поддршка бил во овој дел. Значи, може да видите дека и самиот бран ви покажува од она што го гледавме во претходните видеа, значи ова е ниво кое што представува силна поддршка и силен отпор претходно на самиот бран. Да видиме дали во овој случај ќе биде така. Значи не, успеа да го скрши, но како што може да видите, се уште се задржува точно на тоа ниво. И повторно, значи гледате дека тоа ниво уствари беше најголемиот момент каде што оваа цена се задржа. Што уствари представува и ниво на акумулација во овој случај, она што веќе го гледавме во претходните видеа, значи гледате овдека се задржа најголем временски период, точно околу ова ниво на 678 и при тоа откако успеа да акумулира одредена да речем одредена сили на самиот бран, почна да се движи нагоре. Сега, значи откако оваа корекција е направена, само момент да видиме дали истата е завршена. Не, значи повторно гледате се враќа на истото ниво. Значи ова ниво е толку силно, како што рековме, тоа е тоа златно ниво на Фибоначи секвенцата, што се уште ја држи цената од моментот кога успеало да пробие во 4 февруари па се до 16 март. Значи, се додека се уште оваа секвенца, гледате дека се уште е валидна, се додека бранот не пробил под 0,786 или 78%, значи се уште оваа секвенца е валидна и се уште можеме да се ориентираме по неа. Значи, во моментот кога оваа секвенца ќе биде пробиена нагоре, можеме да очекуваме дека ќе треба да ја поставиме обратно самата секвенца и да видиме каде би била метата на овој бран нагоре. Значи во овој момент конечно и повторно гледате, значи успеавме од претходниот бран да увидиме дека ова ќе биде нивото каде што ќе се врши акумулација и каде што цената ќе се задржи. Значи сега, за да утврдиме како цената ќе се движи нагоре, со истата алатка можеме да утврдиме и мета на цената нагоре. Во овој случај што треба да направиме? Затоа што значи овој бран е завршен. Успеавме да одредиме каде ќе се најде неговата корекција. Сега значи оваа алатка треба да ја поставиме обратно. Односно, сега треба да ја поставиме значи истата алатка од врвот на самиот бран, значи овде, и треба да ја значи мора да ја поставиме подалеку од самиот бран до дното на самиот бран. Сега, значи затоа што оваа секвенца беше завршена и сега значи треба да ја најдеме самата мета. Значи како што може да видите, овој бран сега представува од да речем корекција, представува нагорно движење на бранот затоа што веќе го пробил горниот левел на самиот бран. И сега, значи првата мета која што може да очекуваме дека овој бран ќе ја достигне е 1,678 или тоа е обратната златна или тоа е исто така обратното златно ниво, односно тоа се 60% профит од моментот кога овој бран значи бил пробиен нагоре. Сега, значи многу често се случува, значи одредувањето на овие мети, како што може да видите, значи во зависност од колку е силен бранот, оваа мета може да се движи до 400% практично во профит, но во моментов значи ќе се задржиме на првата мета, односно 60%. Само момент да видиме дали значи истото ќе биде повторно се враќа на врвот на самото од каде што овој бран почна и гледате дека дури и надолу кога ќе се придвижи самиот бран се уште ги користи овие исти нивоа, значи како поддршка. Дури и да ги немаме определено овие нивоа претходно, како што го правевме тоа нели мануелно во првото видео, значи овој бран се уште ни покажува дека има огромна поддршка на да гледате сите овие нивоа се поддршка на цената за истата да се придвижи нагоре. Значи затоа и реков дека ова моментално што го гледате представува поддршка на цената, а тоа нагоре представува мета. И повторно се врати до истото ниво на 60% од претходно. За жал моментално се наоѓаме во крајот на овој чарт, но за ова,
Значи сега ќе се придвижиме назад за да може да ви покажем дека истото е доста валидно и оваа Фибоначи секвенца е многу позитивна. Значи во однос на одредување мети и одредување корекции. Еве сега ќе направиме неколку примери. Еве на пример да го земеме скокот на дневно ниво во претходното лето, ова е вториот дел од скокот. И значи што треба да направиме повторно? Поставуваме Фибоначи алатката од врвот на одреден бран овде до неговото дно. Значи ќе обтегнеме до неговото дно, мораме да го направиме ова да биде точно на дното. И сега можеме да видиме дали значи метите биле, гледате, значи првата мета скоро секогаш ќе биде постигната. Значи дури и понатаму, но во овој случај како што може да видите првата мета е постигната. Значи доколку сте користеле ова алатка, еве сега значи чисто да го обработиме целиот овој бран од неговиот почеток. Значи бранот започнал од овој момент. Значи ова е најнискиот момент на самиот бран каде што истиот почнал да се движи нагоре. Значи прво мораме да најдеме самата корекција. Значи кога веќе сме утврдили дека ова е дното на овој бран и почнал бранот да се движи нагоре, ја поставуваме алатката на последната свеќа надоле и ја поставуваме горе до низиниот врв. Значи како што може да видите во овој случај корекцијата завршила на 50%. Но ова ние нема да го избришеме се додека не видиме дека значи цената успеала да пробие пред претходниот врв. Значи она што бил претходен врв на овој бран. Со неговото пробивање, значи ова алатка сега може да свртиме обратно и да видиме пробивањето на овој бран нагоре каде би можел да заврши. Односно, еве на пример, ќе земеме само првата мета во случајов, тоа се 60%, односно златното ниво, само момент, значи сега треба да поставиме обратно, треба да поставиме од врвот на овој бран до дното на овој бран и ќе го обтегнеме преку целиот овој бран за да видиме како сето тоа се одразило нагоре. Значи може да видите дека од корекцијата која што била направена успешно на 50%, што го направивме со претходното поставување на Фибоначи секвенцата, значи нагоре цената се движела 60% и на некој начин дури многу повеќе, но дури и доколку сте продали на 60%, од моментот кога сте увиделе дека оваа корекција е завршена, значи тоа не може да го видите на првата свеќа, нормално мора да почекате кога ќе видите дека овој бран поминал нагоре, затоа што може истата корекција да продолжи да трае. Значи дури да сте купиле откако оваа секвенца завршила во овој момент. Значи доколку сте купиле од самиот врв на оваа ретракција и сте продале само на првото ниво. Значи еве на ова прво ниво каде што знаеме дека тоа е првата мета која што би очекувале да ја достигне ова движење на бранот нагоре според Фибоначи, значи ви би биле во профит од 15% и тоа би се случувало од 6 октомври до 16 октомври. Значи за 10 дена ви би биле во 15% профит, дури и да не очекувате и да не ризикувате за движење на цената нагоре. Еве да продолжиме да го направиме тоа и на постар дел од чартот, значи потоа ќе го направиме и на помал и на поголем временски период. Значи еве да се вратиме во bear ранот, односно ова е bear маркетот на од 2017 до 2019 година. Значи овде ќе го зумираме овој чарт за да видите како прилика изгледа користењето на оваа алатка. Значи како што може да видите, прво мора да се утврди дека овој чарт, значи во случајов ова добро биткоин го допрело дното. Значи секогаш кога имаме дно и кога имаме врв на одреден бран, можеме да утврдиме негова корекција практично. Значи во овој случај ќе мораме да го придвижиме ова на поголем временски период, затоа што овие, значи како што може да видите, свегите се премногу големи, за да можеме тоа да го утврдиме на дневно ниво. Значи ова би било претходниот бран. Еве, значи на поголем временски период ќе може да видите дека без разлика дали тоа на мал временски период или на голем временски период, користењето на оваа алатка е исто. Односно како што може да видите доколку го обтегнеме ова до самиот врв на бранот и го поставиме правилно на дното на оваа свеќа, значи може да видите дека во овој случај бранот успеал да се коригира до 70%, односно 70% од бранот биле потребни цената да падне пред истиот да заврши својата корекција. И во моментот кога од овде ќе почне да се движи бранот нагоре, значи како што може да видите, истиот продолжи да се движи се до овој момент кога истиот ја скршил оваа вредност и почна да се движи нагоре. Значи сега успеал, значи на 78% од самата цена да се коригира и сега за да утврдиме која е неговата, значи како што реков, колку е поголем временски период, толку и поголем период ќе треба за оваа ретракција да биде завршена, но како што може да видите, секој од ова ниво било, гледате, значи секој од ова ниво е уствари точно ниво кое што и ние би го определиле без неговата помош, но
со Фибоначи секвенцата е многу поедноставно да ги одредите самите нивоа. Значи Фибоначи секвенцата ви ги одредува. Гледате, точно се задржува на секој од ова ниво пред да направи следна пробивање или раст на цената нагоре и надолу. Сега за да увидиме дека и обратно самата алатка, значи може да примените во однос на наводење мети, значи треба да го поставиме сега овој бран обратно, како што рековме. Значи се што треба да направиме е повторно да го поставиме од највисокиот дел на бранот до најнискиот дел на бранот, во овој случај овде, и да видиме, значи гледате, првата мета била достигната и колку е поголем временскиот период, толку и самата мета е поголема. Посебно во bear market, искусните трговци го користат ова како алатка за да утврдат каде би требало да продадат во следниот bull market. А тоа е на оние 4 годишни циклуси кога биткоин прави свој халвинг. Сега значи нема да навлегуваме во тоа, ќе го обработиме подосна. Сега само сакам да ви објаснам дека значи искусните трговци и користат овие големи чартови на големо временско ниво за да утврдат каде отприлика би била нивната следна мета за продажба доколку тргуваат со ходл стратегија, односно доколку го држат своето добро во цели периоди од 4 години и продаваат во однос на тоа што ќе им предложи фактички Фибоначи секвенцата. Значи во овој случај ние го земеме само последниот бран, доколку го земеме целиот период од претходниот bull run на биткоин во 2017 година па до неговото дно, значи во овој случај неговото дно беше малку пред, кога самата цена удри $3000 и сега доколку видиме нагоре. Гледате дека точно во секој сегмент цената се движела точно по овие нивоа. Истите представувале отпор и поддршка и истата продолжила се движи и нагоре. Значи гледате, ова ниво на златна средина практично, кое што е во 60% плюс од претходниот врв, значи точно се наоѓа како поддршка во идното движење на цената нагоре. Гледате, значи исто и ова ниво. Гледате, ова представува фактички ниво на кое што било прво поддршка, потоа отпор, поддршка, отпор. И, како што може да видите, најголемата мета, во случај кој што успеале да постигнеме, е на $62,558, односно доколку сме направиле, да речеме, во последниот халвинг, тоа е во 2019 година, Фибоначи секвенца на врвот и дното на овој бран, можеме да увидиме дека доколку би се движеле по предвидувањето на Фибоначи секвенца, да ние би продале негде блиску ова ниво, односно 62.000 и би биле точни, затоа што како што може да видите, значи историјата само по себе не лаже. Фибоначи секвенцата точно покажува каде моментално се наоѓа неговата мета во однос на претходниот бран од bear run. Сега исто така можеме да видиме, значи и обратно, можеме да видиме од неговото дно до неговиот врв кои би биле нивоата кои што можеме да очекуваме оваа цена да се коригира пред да продолжи во наредниот bear run. Значи, како што може да видите, моментално цената се движи приближно на 50% од корекцијата надолу. Значи, се коригирала цената од прилика 50% од нејзиниот врв, приближно до 50%, и гледате дека точно нивоата на Фибоначи представуваат отпор и поддршка на самата цена за движење нагоре. Значи, луѓето, многу често она што го следам од канали од луѓе кои што се многу поискусни од мене, очекуваат дека можеби оваа секвенца, како што рековме ние, златното ниво на Фибоначи, тоа е едно од најголемите аргументи за докаде би била следната корекција на биткоин пред да продолжи нагоре, што би представувало на некој начин bear market во наредните година дена, доколку тоа се случи, е ова ниво од $28,000 плюс минус, како што може да видите претходно тоа се случило. Значи доколку тоа се случи, ќе имаме коригирање на самиот бран од неговиот најниска вредност на 10 декември 2018 година, односно тоа се вестите за COVID, кој што ја бутнаа цената до 3.000, па се до низиниот врв во 8 ноември 2021 година, кога достигна 69, скоро 70.000. Значи, како што до сега може да видите дека најчесто корекциите се прават околу 60% и гледате. Значи, веќе е направена еднаш таа корекција до 60% и истата доколку се случи повторно, значи, прво ќе имаме коригирање до златното ниво, што најчесто представува точка на тргање на цената во обратен правец, а второ, доколку тоа се случи, ќе имаме, како што претходно разговаравме, W формација, односно како што може да видите, ќе имаме дупло дно формација. Значи во оваа ситуација тоа би изгледало вака. Значи ова би било првото дно, ова би било второто дно,
што представува многу добра поддршка на цената да се придвижи нагоре. Што не значи дека ќе се случи, значи ова се само предпоставки, но сакам да ви кажам колку овие основни алатки без користење на огромна комбинација од истите ви покажуваат нешто што некој не може да ви го каже, нели, чисто мора да биде базирано на индикатори. И значи еден индикатор веќе отприлика ви дава јасна гледка што да очекувате од самата цена на биткоин во иднина. За да ви покажам дека сето ова е циклус и дека сето тоа се повторува постојано, ќе се вратиме на самиот чарт низ него повторно назад, за да видите дека самата секвенца е буквално, значи не побитно. Значи користењето на истата е многу корисно и истата би можела да ви даде огромни информации за што понатаму да очекувате. Еве на пример, значи во овој случај ќе земеме каква била корекцијата која што оваа секвенца би ни ја покажала во претходниот bear run. Значи да земеме најниската точка, тоа е овде во претходниот bear run и сега истата ќе спроведеме до највисоката точка на овој bull run во 2017 година и да видиме дали истата ќе ги даде истите резултати, односно дали корекцијата е правилна. Значи гледате, корекцијата точно се движела до 0,786 и продолжила натаму. И тоа два пати се движела до истото ниво пред да продолжи нагоре. Значи, тоа е најдлабоката корекција која што може да се очекува во еден bull run. Значи, под тоа до сега не се случило, се очекува дека нема да се случи, не е невозможно, но се очекува дека нема да се случи затоа што ова е четврти поред bull run во кој што тоа се потврдува. Значи, гледате, точно нивоата се повторно испочитувани на претходниот bear до bull run. Се разбирате? Значи, точно самиот Фибоначи секвенца е многу корисна алатка. Значи затоа е сега на пример, како што може да видите, претходната корекција била правилна. Ајде да видиме дали и претходната мета на оваа алатка била точна. Значи да го пресметаме претходниот bull run и метата за новиот bull run после 4 години. Значи повторно што треба да направиме? Го поставуваме од врвот на оваа алатка, па сето тоа треба да го обтегнеме преку целиот bull run, bear run, извинете, и треба да го поставиме на дното на оваа на овој бран. И сега да видиме, значи гледате, точно цената се движела до вториот таргет на $2791, се вратила до првиот таргет на 1784 и потоа продолжила нагоре. Значи гледате, успеала да го добие овој врв на Фибоначи секвенцата и при тоа доколку сте купиле од претходниот врв, да не мора во дното, значи доколку сте купиле од претходниот врв и да речеме не сте успеале да продадете. Значи вие би биле дури да продадете до самиот врв на ова мета направена од Фибоначи секвенцата, значи вие би биле 275% во плюс. Значи само сакам да ви кажам дека на мали временски периоди или на големи временски периоди, значи оваа секвенца е непобитен индикатор кој што може многу да ви помогне во вашето тргување и истиот е многу добар индикатор во однос на определување на прво, брановите кои што паѓаат и нивните нивоа каде би се коригирале, а второ одредување на мети. Значи сега само уште една мала би сакал да ви покажам и пример на 4 часа, значи како би можеле да увидите како сето тоа изгледа и на 4 часа, значи затоа што како до сега видовме на дневно ниво, видовме на неделно ниво, успеавме да направиме и да речам тестирање на самите бранови во однос на bull и bear run. Сега истото ќе го направиме и на обичен бран на 4 часа. Значи ова е многу мал временски период каде што Фибоначи и сите останати индикатори се најслаби, односно нивната веродостојност е најслаба, мора да ги гледате макроиндикаторите. Микроиндикаторите се многу послаби во однос на макроиндикаторите во нивната точност, но сепак се точни. Значи еве, да земеме овој последен бран. Значи повторно ќе направиме истото. Од дното до врвот, за да видиме каде направил истиот корекција. Значи гледате, на 382, односно на 30, односно 40% направил корекција, гледате, точно. Значи нивоата ги држи точно самиот бран. Ајде да видиме што понатаму се случило. Значи корекцијата била направена на 3,82 и истиот продолжил надоле. Да видиме дали се испочитувани таргетите на оваа алатка, значи дали таргетот од овој мал бран бил исполнет и кој таргет го достигнал оваа цена. Значи гледате. Ја поставуваме алатката и гледате дека успеал не првиот, туку дури и вториот таргет од оваа алатка да биде постигнат. Значи, доколку сме ја користеле оваа алатка на оваа ретракција, на оваа корекција на самиот бран, дури и да би продале во првиот сегмент, без да чекаме цената да се придвижи кон горните таргети, значи ние од овој врв
Еве, да ја почекаме самата корекција. Можеби нели истата може да продолжи надолу доколку истиот бран успее да пробие нагоре. Иако би требало да почекаме. Значи ние би биле во плюс на 4 часа 8% за значи време трајање од 8 дена. Значи гледате, ви пишува во самата алатка за мерење дека за 8 дена и 12 часа од моментот кога сме купили, во моментот кога сме продале на првиот таргет од Fibonacci ретрейсментот, ние сме добиле 8% профит. Значи сакам да ви кажам дека доколку понатаму продолжите да користите оваа алатка, ќе станете многу поискусни и истата ќе може многу да ви помогне во самиот чарт, но за почеток можам да ви кажам дека користење на алатката од нејзиниот врв до првата мета за вас би било наједноставно и најпросто и на некој начин сигурно користење на алатката. И исто така што може да видите дека значи во 90% од случаевите вродува плод, доколку се користи правилно. Но секогаш обрнете внимание на големите временски периоди, затоа што таму на макро ниво многу поголема разлика и многу повеќе би ви било веродостојно користењето на овие алатки за разлика од микро ниво. Затоа како мене ме прашувате, не би предложил користење и тргување на микро ниво на луѓе кои што се уште не ги знаат основните алатки и не ја знаат анализата, техничката анализа. Затоа би ви предложил да ги користите овие алатки на макро ниво. Значи, слободно истражувајте. Даунлодирајте, како што ви реков, TradingView, профилот е бесплатен, овие алатки се бесплатни, можете да го правите ова на претходниот дел од чартот, можете секогаш кога сакате да го скратите чартот и да експериментирате, да видите дали сте научиле како истите може да ги користите. Затоа ќе ве замолам прво обемно, значи не само ова што јас ви го кажувам, слободно користете други извори, значи надвор од ова што јас го кажувам има многу информации, јас знам дека имам исто така многу да научам во однос на техничката анализа, но она што го знам сакам да го пренесам затоа што на некој начин во Македонија стварно нема на македонски материјал за сета оваа наука, а е многу битна и времето моментално кое што живееме, криптовалутите ќе бидат многу битни во претходните години кои што доаѓаат, така да би предложил да ја научите техничката анализа за да не мора да зависите од анализа на некој што не го познавате и на тој начин сами да истражувате и да се надградувате во истата. Значи ова се само основни алатки. Ќе ве замолам, не го земајте ова како финансиски, значи ова во никој случај не е финансиски совет, ова е само едукациона програма каде што се обидувам она што јас го знам да го пренесам кај луѓето кои што не можат да го добијат затоа што не знаат да речем англиски јазик или други јазици. Ви благодарам на вниманието и ќе се видиме во следното видео. Се надевам дека научивте нешто и ви благодарам на вниманието. Се најдобро до следно видување Крипто Гемиџија.